предложивте вие деновиве ново знаме како еден модалитет за излез од состојбата. Дали тоа би било решение? Дали вие замислувате албанец да вее друго знаме освен албанското и евентуално американското? Па ја затоа што сум многу песимист за иднината на Македонија ги зборувам овие предлози како некоја што ќе му дојде посебна шанса ако не успееме да се разбереме во целите, тоа е друга работа. Зошто би било спорно ова знаме за албанците, а не етничко знаме на македонците? Па очигледно дека е спорно. Сега кои се причините не знам. И ако гледате во последните 2-3 години, тоа кулминира, нели, присуство на албанското знаме на територијата на Македонија. Значи, ако го видовте вие тоа добро соопштение, ние прво повикуваме, првиот став на тоа соопштение е дека да се симнат со сила. МВР да настапи и да го нели согласно со законот на знамењата нека го симне. Значи, немам ништо против МВР да го воспостави редот, односно законот за знамења така како што е напишан. Исто немам проблем ни неформални групи, како што неформални групи албански ги поставуваат тие знамења, неформални групи македонски да ги симнат тие знамења. Меѓутоа такви патриоти се помалку и помалку има. Не знам дали знаете, месец дена на Малешевски планини имаше некоја фирма таму добила концесија за шумата, месец дена на Малешевски планини на врвот Готин имаше албанско знаме. Ни еден патриот македонски од цела источна Македонија не најде сила да го симне тоа знаме. Сега, значи, кога веќе не можеме во пракса да го испочитуваме законот за знамењата така како што е донесен, тогаш да одиме нешто да направиме ново. И во таа насока предлогот што ВМРО Народна партија го даде е дека е време да направиме и заеднички знаме и заеднички грб. Нешто што можеби сите ќе не спојува. Химната не ја чепкаме, не ја чепкаме во овој момент, меѓутоа знаме и грб е нешто што можеби е. Мислам муабетот беше дека албанците и химната не се препознаваат во него, зашто во незе не се пее. Може да размислиме нешто, значи знамето што денеска го имаме нема некоја историска традиција, вие знаете сите тоа беше нели после 90-те години формирано. Значи, ако тоа е, да речеме, начин да ги донесеме на овој концепт за кој зборуваше Волерс албанците, јас мислам треба да се проба, треба да ги тестираме, да видиме дали сакаат они да го градат тој нов идентитет на Македонија на начин што да речеме никој не може да каже дека ниту нивното е загрозено, ниту нашето е загрозено или нешто трето. Ако оставиме ваквата ситуација, ние де факто имаме сега перманентно означување на двоен суверенитет на Македонија. Ако сметаме дека е тоа подобро, нека да продолжиме. Јас не гледам дека во наредните години некој ќе ја блокира оваа ситуација со знамето, значи ние ќе имаме се повеќе и повеќе ескалација на тој двоен суверенитет на територијата на Македонија.